Во најкритичниот извештај што последниве години го добила Македонија од Американскиот Стейт Департмент за заштита на човековите права во земјава, се најде и случајот Градиште, како еден од помасовните случаи на денационализација, кои 25 години безуспешно се водат во Македонија. Членовите на 36 семејства во Охрид одржаа протести во април минатата година, тврдејќи дека властите не ги надоместиле соодветно за парцелите кои државата ги национализирала во 1957 година, се наведува во извештајот. Народниот правобранител констатирал големи потешкоти и процедурални пропусти во случаите за денационализација и доцнењето ги припишува на лошата работа на Комисијата за денационализација при Министерството за финансии, како и на неефикасната соработка со Управниот суд и другите владини агенции. Законот за денационализација од 2000 година ја пропишува постапката за денационализација како итна. Имотите се простираат на најатрактивниот дел од Охридското крајбрежје, на површина од околу 100.000 метри квадратни, вели Адријана Башовска, чие семејство, како и останатите, 3 децении бараат правда, но таа затајува. Сите баратели на имот во процес на денационализација во Градиште имаат 4 или 5 пресуди од Управниот суд во нивна корист. Судските пресуди од Управниот суд се задолжителни и извршни, но Комисијата за денационализација, која што е во состав на Министерството за финансии, носи решенија кои се спротивни пред се на Законот за денационализација, а потоа и на Уставот на Република Македонија. Со тоа, брутално се кршат човековите права на барателите на имот во процес на денационализација. Денационализацијата во Градиште е заглавена во корумпираноста и неспособноста на институциите и судовите. Државата мора веднаш да го заврши овој процес, вели Башовска. Од Сдруженијето Оревче обвинуваат дека законот за денационализација се спроведува селективно. Подсетуваат на скандалозната одлука со која државата им понуди да ги обештети плаќајќи им по 200 денари за квадратен метар. Локален мокник, шурувајќи со студии и државни службеници, се обидува да приграби имот вреден над 20 милиони евра во автокампот Градиште, обвинуваат пештанци обединети во Сдруженијето Оревче.